Во болницата во Кочани биле изнесени повеќе тела со над 7 погребални комбиња, како и возила на армијата, кои се упатиле кон Скопје поради потреби на обдукцијата. Бев на лице место, видов одблизу како повеќе од 7 возила ги пренесуваат телата во црни вреќи. Беше потресно, беа многу тела, возилата се менуваа, имаше и возила на армијата. Претходно родители се расправаа, не дозволуваа да ги префрлат телата на нивните деца. Пружеа отпор. Најпосле се согласија и направија место да поминат возилата. Пренесувањето на телата траеше повеќе од 1 час. Во текот на денот соопштија бројка од 59 починати, но ова се случуваше вечерта по 19 часот, со што ни се укажува на многу поголема бројка за жал, изјави анонимен извор за Хајп Македонија. Дополнително, директорот на судска медицина во Скопје изјави дека се работи напорно на обдукција и идентификација на телата. Кога ќе се заврши целиот процес, ќе се дадат официјални бројки на жртвите. Купно 72 лица повредени во трагичниот пожар во клубот Пулс во Кочани се на лекување надвор од земјата, откако вчера беа транспортирани уште 21 пациент. Во Скопје остануваат 98 пациенти кои се хоспитализирани во различни здравствени установи. Според податоците од Министерството за здравство, расподелбата на пациентите во земјата е следна: Клинички центар Скопје 52 пациенти, ГОП 8 септември 17 пациенти, Универзитетска клиника Свети Наум Охридски 12 пациенти, Клиника за токсикологија 10 пациенти, Аџи Бадем Сестина 7 пациенти. Дополнително 21 пациент беше испратен на лекување во странство. Литванија 4 пациенти, Австрија 2 пациенти, Словенија 2 пациенти, Србија 12 пациенти, Бугарија 1 пациент. Министерот за здравство Арбен Таравари информираше дека пациентите генерално се во стабилна состојба, освен 20 лица кои се во критична состојба. Тој истакна дека сите пациенти од Кочани и Штип се префрлени во Скопје за третман на терцијално ниво. Таравари упати апел до сите што присуствувале на трагедијата и не се прегледани да се јават кај матичните лекари или во болниците во Кочани, Штип и Скопје. Поддршка од странство. Во државата пристигнаа околу 15 специјалисти од Белград и Чешка за да помогнат во третман на повредените. Се очекува пристигнување на експерти од Израел кои ќе бидат распоредени според потребите на клиниката. Од 20 пациенти во критична состојба, вчера беше најавено дека 4 пациенти ќе бидат испратени во Словенија, 4 во Хрватска, 6 во Австрија, 12 во Србија. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски информираше дека вкупно 51 повреден се лекува во странство. Од нив 9 пациенти се во Турција, 6 во Анкара, 3 во Истанбул, 14 пациенти во Бугарија, 8 во Софија, 3 во Варна и 3 во Пловдив, 5 пациенти во Грција, 17 пациенти во Србија, 4 пациенти во Литванија, пренесени со авион обезбеден од Романија, 2 пациенти во Унгарија. Муцунски додаде дека контакт лица од Министерството за надворешни работи се достапни 24/7 за поддршка на семејствата на повредените во странство. Тој најави дека ќе продолжи државата да ги покрие трошоците за пат и престој на семејствата на пациентите кои се лекуваат надвор од земјата. Транспорти и медицинска грижа во регионот. Во Србија вчера беа префрлени 12 пациенти со воен авион. 4 од нив се хоспитализирани во Воено-медицинска академија во Белград, додека останатите се во ургентниот центар. Српскиот министер за здравство Златибор Лончар изјави дека повредите на пациентите се исклучително сериозни, но Србија е подготвена да обезбеди најдобра можна нега. Председателот Александар Вучик посети дел од пациентите и најави дека Србија ќе прими вкупно 29 повредени. Во Грција 3 повредени лица беа пренесени со воен авион во Атина, каде се згрижени во специјалните болници за изгореници. 5 пациенти веќе се лекуваат во Солун. Поддршка од Европската унија. Под паролката на Европската комисија Ева Хрнчирова изјави дека ЕУ веднаш одговорила на барањето на Северна Македонија за помош преку механизмот за цивилна заштита. 9 земји веднаш понудија медицинска поддршка и хоспитализација за повредените. Хрватска, Грција, Романија, Словенија, Шведска, Литванија, Луксембург, Унгарија и Норвешка. Хрнчирова нагласи дека оваа листа не е конечна и дека дополнителни држави може да се приклучат со помош. Главната потпаролка на ЕК Паула Пињо додаде дека сите достапни ресурси се ставени на располагање за поддршка на повредените и нивните семејства.
законот. Сакате утре да одговарат. Газда, сите одобрение, сите да одговарат. Не, тоа нема да се... Не го утепа, те да го не давайте да ги сечат. Што да иде до таму? Да го сечат. Што? Ти го донесат. Како ќе го донесат? У съдът да ти го донесат. Ја имам брат и него го носам. Може ли да се доутепа? Јас сум утепан. Ја го дете имаш утепан, јас сум утепан. Ја ми 60 години. Не се бојте луѓе, не се бојте. Не давајте. Се убија, искадори, не давајте. Тоа се селци, не се такви нацисти. Нацисти се тоа. Може да се разбере. Овие луѓе што тука, сега не ги брат. Не се ни ги утепале деца. Дојделе на работа. Молим те разбери. Дојделе си овој на работа. И вика, кажи на луѓето, бива, бива, ако не бива, не бива. Не бива. Готово. Значи гледа. Добро. Не се зашо не можете. Гарантират. Ја викам да го гарантирам. Братче, да ме разбереш. братче, којто да ти скопи кој ќе унесе ти го разсечат се. Нема бе. Јавни уверител гарантира. Па зашо ќе уносам скопи тука? Зашо ќе уносам скопи тука? Ако се деле наредба, Кој ми даде пари? Кој има тука луѓе? Абе, тоа ми ќе за пари ти лутни си. Ево што спор. Абе, тај не страшно, не така. Буди дело, ова е базоле.